Кога во една држава има глад, нормално е тоа да биде приоритет број 1 за решавање. За жал, речиси нема држава каде што овој проблем не постои. Доколку сета храна која што може да се стави во функција на гладните, сиромашните, многу помалку ќе боли и ќе има помала рана во општеството, бидејќи гладот и сиромаштијата се како една лузна на општеството. Што е поголема сиромаштијата, лицето односно е понеубаво. Организациите како Македонската банка за храна прават голема разлика во животите на луѓето. Разлика меѓу тоа да се биде гладен и да се преживее денот. Ова се луѓето што не чекаат решенија, туку ги бараат. Не креваат раце, туку ги засукуваат ракавите. Познати им се и пречките и неуспесите, и тешките услови. Се борат со бирократски лавиринти, недоречени закони, партиски притисоци, приватни интереси. И не се откажуваат. Тие се носители на промени. Една стара поговорка вели: ситиот на гладниот не му верува. Организациите што се борат против гладта се исклучок од тоа. Но и самите велат дека е неверојатно колку е мала свеста кај луѓето дека некој во нивна близина нема што да јаде. Особено кога ја фрлаат храната што им останува. 2008-2009 година веќе увидов дека одредена количина на храна завршува во контејнерите. Најголем моментот кога го видов и одлучив дека ќе треба да се бавам со оваа, да речеме, кауза или идеја или акција, е кога видов каде што живеев пред бараките, војните бараки, дечко на точак, еден млад човек на точак, се потпрел и јаде мусака, некој што ја фрлил од дом. Тога беше тој критичен момент кога реков храната не мора да завршува во контејнер. Банката за храна ги собира производите што имаат уште малку рок на употреба од компаниите што ги донираат. Сето тоа се прима во магазин, се регистрира и преку партнерски организации се распределува на повеќе од 300 семејства во 15 градови. Милуваме да кажеме дека ние сме најбрзата шпедиција, односно најбрзата брза пошта на хуманоста на луѓето кои што одлучуваат да донираат преку банката за храна. Бројни се акциите кои што можеме да ги промовираме, меѓутоа не ќеме да на некој начин со самата промоција да му го загрозиме достоинството на граѓаниот. Што вика Господ му земал нешто, не му дал повеќе или нема во домот, уште ние да идеме да се ситиме на некој начин на неговата мака или немоќ. Постојано се поставува прашањето дали светот произведува доволно храна за да ги нахрани сите луѓе. Сите пресметки покажуваат дека количеството воопшто не е проблем. Има многу повеќе храна отколку што еден човек може да изеде. Тогаш како има глад? Проблемот е во распределбата. Затоа многу голем дел од храната се фрла. Состојбата е многу слична и во земјава. Додека некои фрлаат, други не можат да се снајдат. 2006-2007 година над 650-700 тони храна се фрлила 2009-2010 година на депонијата Дрисла, што ме зачуди како таа храна на прашање на луѓето кои што манипулираат со истата ја потрупуваат, да речеме. И сте рекол дека не, тоа е само храна која што е регистрирана на харта, многу повеќе храна се фрли. Хуманитарните организации можат само да го ублажат проблемот со гладта, да помогнат на дел од луѓето на кои им треба помош. Банката за храна не може да биде замена за системската социјална политика, но како концепт може да послужи за нејзина надградба.
Во моментов изгледа адхок дополнување, меѓутоа, во суштина може да биде решавање на проблемот, институционалниот проблем кој што постои во едно општество како што е нашето. Ни претходните власти, ни па сегашните има тој сенс, тоа разбирање дека банкарство со храна е еден од моделите кои што може на вистина, на транспарентен, отчетен и човечки достоинствен начин да го реши прашањето со гладот, а ние викаме посебно фрлањето храна. Ние не сме за донирање, да гласи така, ние сме закон за вишок храна. Ние прво бараме во тој закон да се формулира што е вишок храна, бидејќи многу луѓе и јавноста секој пат вика има вишок храна во рестораните, во хотелите, од компаниите, во маркетите, да, има вишок храна, меѓутоа таа треба да биде дефинирана. Борбата против гладта не е само борба за да се нахранат оние што немаат што да јадат. Таа е огледало за целото општество и за успешноста на државата. Затоа Христов порачува дека треба да има многу поголемо залагање од сите чинители што можат да придонесат во овој процес. Верувам дека ни еден човек во институциите, пред се премиерот или другите, да ги речеме властодржци, не би сакале да бидат тоа што се на гладни и сиромашни граѓани.